Точно така, ако има човек, който може да дадем точното мнение защо Спартак Варна днес игра сякаш по-слабо от това, което сме свикнали, Георг Хаджийски. Господин Хаджийски, загуба за Спартак, но освен всичко друго, може би и играта на отбора не беше това, което сме свикнали да виждаме, така ли според вас? Така. Точно добро видовте и ние сами си знаеме. Има такви мачеви, кога искаш много, кога може да искаш повеќе од други мачеви. Најмногу и заради големиот број на фанови кои дојдат да не подкрепат. Просто немавме ден. Може да не фати и во ова пауза купата имавме некои фудбалисти кои го нема ритамот тренировачен. Нормално некои беа травмирани, како и Илкер кој влезе со травма, со убеждение дека нема да има проблем, но видовме брзо дека има овој проблем. Затоа и направивме замена, но проблемот не е во Илкер, проблемот е во целиот одбор, проблемот е во нас зашто не одигравме онака како игравме на другите мачеви. Просто моторот во средината не беше така свеж. Немавме одземени топки добри, немавме брзи контри. Целиот одбор не одигра на ниво кое игравме другите мачеви. Честитам на Добружа, добри беа, искаја победата. Не можам да кажам повеќе од нас ја искаја, но им се получи по како да кажам до 30 и некоја минута беше мачот горе-долу равностоен. Во моментот кога казав ушеднаш кога не пробија по левата страна каде беше травмираниот Илкер, се получи тој првиот гол. Направивме всичко на мотивација на полувремето да се вратиме, зашто многу пати сум казал дека можеме да се вратиме, но ето, пак ќе кажам, вопреки всичките наши желби и мотивација, не можам да кажам дека некој фудбалист наш не беше мотивиран денеска. Просто немавме ден денеска. Предстои домакинството срещу Септември. Може ли точно там Спартак Варна отново да се върне на победния път? И какво всъщност най-вече трябва да подобрите от днешния двубой? Прво треба малку да го освежиме одборот. И ние имаме млади фудбалисти, и ние имаме травмирани фудбалисти, играме со 12, 13, 14 фудбалисти, всичките овие 14 мача. И два, некогаш и лош момент. Сега ќе дадеме нормално на мачот полно значение, нема причина зашто да не веруваме дека можеме да играме пак силен мач, но првин да се преброиме, да видиме колку сме одморени, колку сме травмирани, кој е, кој не е, да се мотивираме силно. Сигурен сум дека мотивацијата нема да ни падне со едно поражение од Добружа, која пак ќе кажаме многу добар одбор, тие се долу, разликата не е голема и тие многу мачеви играат така силно да може да заслужава некои точки и порано на другите мачеви. Затоа не можам да кажам дека со слаб противник загубивме. Напротив, играе добро и ја заслужува победа. Благодаря ви много, пожелавам успех тук на